Најкратката редовна седница досега ја одржа овој состав на Советот на општина Кочани. На крајот од годината, кога меѓу другото вообичаено се усвоива општинскиот буџет за наредните 12 месеци, советничката говорница остана празна, а точките од дневниот ред, групирани, се усвојуваа брзо, при што дел од нив поминаа само со гласовите од советниците од мнозинството. Иако се очекуваше дека барем предлог буџетот за догодина може да испровоцира дискусија по некоја од ставките во него, тоа не се случи. Па ако не беше 15-минутното образложение од раководителката на секторот за финансии, тогаш на седницата ќе имаше само гласање по точките. Вкупниот износ на буџетот за 2016 година ќе изнесува 524 милиони 375 илјади 400 денари, а со тоа ќе се одреди и максималниот износ на општинските расходи кои ќе можат да бидат направени во наредната година. На расходната страна за 2016 година ќе бидат обезбедени средства за извршување на функциите на општината 17% од буџетот, односно 36 милиони 399 илјади денари. За стоки и услуги ќе бидат обезбедени 50 милиони 799 илјади денари или 23% од буџетот. За субвенции, трансфери и социјални бенефиции 5 милиони 860 илјади или 2,69%. Резервите кои мораме да ги планираме секоја година остануваат на исто ниво како и оваа година, 650 илјади денари или 0,25% од буџетот. Овде е вклучена отплатата на главницата по кредитот од 4 милиони 330 илјади денари или 2% од буџетот и каматата по кредитите која е минимална, изнесува 130 илјади денари, тоа е 0,05% од буџетот. Она што е вредно да се издвои од образложението на Хаџиева е повторувањето на веќе искажаниот став дека во 2016 година локалната власт во Кочани ќе има повеќе пари за капитални инвестиции, односно за развој на општината. Најважно во овие обезбедени средства секако ќе се капиталните расходи кои изнесуваат 118 милиони 909 илјади или 55% од буџетот. Ако на овие капитални приходи ги додадеме и кредитното задолжување, тогаш капиталниот буџет на општината ќе изнесува 67% или 146 милиони 499 илјади денари. Тоа е за прв пат кога капиталното инвестирање, односно капиталниот буџет е поголем од тековно оперативниот. Значи, почитувани советници, во наредната година треба да очекувате многу поголем развој во општината отколку до сега. Ваквиот оптимистички став, според Хаџиева, може да се исполни само ако приходите се остварат така како што се планирани. На крајот од образложението, таа им се заблагодари на советниците и на соработниците од општинската администрација за досегашната соработка и го најави своето заминување во пензија. Предходно на седницата, советниците го усвоија мислењето од Министерството за труд и социјална политика за отпочнување со работа на детската градинка во Оризари. Дадоа подршка за реализација на проектот прекуграничната соработка со Република Бугарија, а изгласаа и 2 точки од урбанистичкото планирање. Разгледувањето на 10-тината точки од дневниот ред помина експресно, па седницата заврши за околу 1 час.